Здраво, ова е 47-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Rider на Клои Жао, во кој станува збор за младиот каубоец Брейди Блекбурн, кој се здобива со опасни повреди на главата. Тој целиот свој живот го посветил работејќи како скротувач на коњи и како учесник во родео, кој покрај сугестиите од докторите да престане да јава, затоа што постои ризик од повторна повреда која може да биде фатална, се качува на конј по секој пат. Овој филм е негова интимна потрага по нов идентитет, откако животот му го украл сонот во рурална Америка. Ова е вестерн драма за младата надеж за иднината на американското родео, каубоец кој се грижи за коњи, ги скротува и им угодува, но неговата вкочаната рака е постојано предупредување дека ја предизвикува смртта на двобој. Видеоснимките и облеката која нерадо ја предава на младата надеж на спортот, која го живее неговиот копнеш, се артефакти на претходниот живот, а денес јавачот кој заборавил да раководи со ласо, е лик на крстопат на тоа што бил, тоа што е и тоа што не може да биде. Уште од првите кадри ликот ни ги отвора шевовите на неговите рани на починатата мајка, од која ја наследил пргавоста, грижеливата аутистична сестра и татковата контрадикција од поученост за каубојски стоицизам до подучување за играње со поделените карти и откажување од соништата кои не се остваруваат. Во сцената при интимните исповеди околу логоровиот огон од страна на пријателите на Брейди се начнува проблематиката за жртвите на родео, не бари имаат положено таен завет кон спортот, од кој еден дури завршил парализиран во болница и нема излезено од неа. Покрај избегнатите куршуми на смртта, овие млади момци гордо ги носат своите лузни и не дозволуваат да ги уплаши болката, бидејќи се зависници од адреналин. Но по која цена се плаќа тој животен повик? Јасно забележуваме дека на еден таз на животната Терезија се наоѓаат луѓе кои на Брейди му потенцираат да не ги крене рацете од јавањето за да работи во супермаркет, а други посочуваат дека не можеш да бидеш каубоец цел живот и ќе мораш да станеш од седлото. На некои ликови јадовите им се тетовирани во кожата и служат како подсетник за агонијата, а на други раните им зараснуваат, но паметне им доаѓа дека понекогаш животното може да го јава јавачот кој му е влезе на чевијата на спортот под кожата. Во филмот се распространети мноштво на алузии и поистоветување на главниот лик преку кожата на останатите ликови, верувајќи дека неговата сестра нема да јаде нешто што ја е наметнато под присила, а на повредените луѓе не им ги скратуваат маките како на повредените животни. Иако секој си има своја намена во животот, животните трчаат во прерија, а каубоецот да ги јава, ова е филм во кој самиот протагонист треба да се скроти, донесе одлука и помири со поентата. Режисерката Клои Жао се етаблира како авторка која на голема врата презентира реализам во интимен свет на ликови и нивните фамилии, соочени со големи одлуки насреде природни убавини, започнувајќи со деби филмот Songs My Brother Taught Me и продолжувајќи со оваа лична повест која ја базира на несреќата на Брейди Жан Дроу и повредата на главата која резултирала со 3 дена поминати во кома и ментална плочка во черепот. Со самата одлука да гледаме молчелив протагонист со камера која го следи зад грб и го лови испишаниот конфликт под велот на тишината во гроплановите, може да заклучиме дека ќе бидеме сведоци на американски инди филм со европски авторски сензибилитет, снимен со натуршчици. Композиторот на документарни филмови Нейтан Халперн, кој ретко прави излети во играните филмови, тука нуди амбиентална атмосферична предлога која го засилува емоционалниот набој, кој главниот лик го носи во себе и повремено излева. Всушност, документаристиката не е стран поим за филмот, која ќе се земе во предвид дека актерот, неговата фамилија и пријатели се глумат себе си од реалноста и екранизираат настани кои се базираат на нивните интимни случувања. Кантри гитаристот само го дополнува локалниот фолклорен бит.
Постојаниот кинематограф на режисерката Джошуа Джеймс Ричардс го овековечи пейсажот на Колорадо, понуди за едисонце како од разгледници, естетизираше slow motion на гро план на конј како сон, а последното јавање на изгресонце, подпомогнато со воздигнувачка музика, ќе остане препознатливо за филмот, како и интензивните црвени светла при сцените на паркингот. Во поглед на апотеозата на светот на родео на филмското платно, како предложка за реферирање може да послужат филмовите на Сем Пекинпо, посебно Junior Bowner од 1972 година со Стив Макквин, потоа 8 Seconds од 1994 година со Стивен Болдвин и When the Legends Die од 1972 година за индијанецот кој сака да биде родеот звезда. Може би има премалку субстанција за еден филм во галантниот јавач, кој гравитира исклучиво околу проблематиката на централниот лик и неговото занимање. Не е атрактивна идејата за која реалност го има напишано сценариото, со нејзина приземјеност и антиклимактичност. Овој свет во мало, со повест за издржливост и посветеност, разочарување и губитоци, применети во родео, имаат намена и во кој да е опасен подвиг, кој ги плени неговите учесници, и резонира со најразлични гледачки светски аудиториуми, станувајќи составен дел од програмата на филмските фестивали во Њу Јорк, Лондон, Санденс, South by Southwest, Белград и Сараево, од Буенос Ајрес до Нов Зеланд, учествувајќи и на Канскиот фестивал, каде беше прикажан во категоријата Directors Fortnight, освојувајќи ја Арт Синема наградата. Филмот прикажува интимен и поетичен конфликт на повреден каубоец кој се наоѓа насреде животен крстопат. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Rider од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 47-мото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!